28-годишниот Драган Илков од населбата Шорка го фати крстот во светените води на реката Вардар. Вели дека ова му е прв обид. Среќен е што токму тој денеска успеа да биде најхрабриот помеѓу вкупно 94 велешани кои скокнаа во надојдениот Вардар и се обидоа да дојдат до крстот, а со тоа, како што велат свештениците, да се соединат со Бога. За многу години нека јас сум Драган Илков, 28 години сум од Велес, прв пат скокам за крстот со другарите мои. Мило ми е што го фанав крстот. Да има здравие живот за сите, да бидеме здрави живи сите така. Не работиме моментално, ама се надевам дека ќе работиме понатаму. Што очекуваш ова година? Берекет за сите. Здрави. И да го жениме година. Сја сорет. Да го венчаме вечиња. Но светувањето на водите и фрлањето на крстот му предходеше божествената литургија во црквата Свети Спас, со која чиноначелствуваше митрополитот Повардарски Агат Ангел. По неа, литијата се упати кон Мало Мовче, каде свештенството ги освети водите на Вардар и крстот беше фрлен. Во име на Повардарската епархија, митрополитот Повардарски Агат Ангел му посака на Илков да го следи среќа и берекет и му подари крст и Библија. Нека му е честито и благословено. Ајде, Драгане. Крст и Библија. Нека ти е честито и благословено и да бидеш добар. На светиот чин присуствуваше и премиерот Никола Груевски, кој на Илков му подари лаптоп. Ова година имаме чест исто така и нашиот премиер, кој е наш гостин во нашава епархија, во нашиот град, исто така од владата, негово лично име, министрите во владата, сите службеници кои се во владата, сакајте скромен подарок на оној кој го фати крстот. Нека се сеќа, нека ти Ерлија да ти носи здрави и успеси понатаму. Ова е понеден лаптоп. Во следните денови Илков ќе ги посети домовите на велешани, кои ќе ја даруваат неговата храброст. Најави дека дел од средствата ќе ги донира во хуманитарни цели. Богата, тргна, пусти го начали го срце, пусти. Дервен. Кај е Дервен? Амо највише пари има во Дервен. Ја ги собираат. Драган, как тебе? Момче, има мајче, јака подарки, честито. Здравје Господ да ти дава. Здравје тебе, здравје на цела.